Срдечно добре дојде во првата емисија во 2018-тата. Автомагазин секогаш е прв информатор за возилата и се што е поврзано со нив, па затоа решивме да ви прикажеме дел од новините кои ги очекуваме во штотоку започнатата година. За сите возачи на нашиот омилен дизел, владата подготви непријатно изненадување, односно додаде акциза од 3 денари по литар. Колку е издржана оваа одлука, дали и понатаму ќе се зголемува акцизата и какви се европските искуства во прилогот што следи? Дизелот веќе поскапе. Од пред 5 дена за него плаќаме по 3,5 денари повеќе. Официјално причина за тоа е да се придонесе за намалувањето на загадувањето и да се намали разликата во цените меѓу дизелот и бензинот. Без разлика на намерата, ова зголемување на акцизата сигурно нема да биде последно. Долгорочно гледано треба да очекуваме цената на дизел горивото да расте и во иднина. Ке расте и онаа на бензинот, но со помало темпо. Имено со исклучок на земјите од поранешниот Советски сојуз, Македонија и Босна и Херцеговина имаа далеку најефтино дизел гориво во Европа, околу 0,8 евра за литар. Неговата цена во другите земји се движи помеѓу евро и евро и 65 центи. Македонија е на прво место во Европа и според разликата меѓу цените на дизелот и бензинот која досега изнесуваше цели 22%. Најблиску до нас беше Холандија со 18%, додека во поголем дел европски земји таа изнесува меѓу 10 и 14%. Дизелот некаде е поскап од бензинот, а не е мал број на држави во Европа каде цената му е скоро идентична со бензинот. Повеќе или помалку исти се и рафинериските цени по кои горивото се набавува, така што разликата во цените исклучиво е заради висината на давачките кон државата. А таа од поскапувањето на дизелот годинава добро ќе ќари. Според податоците на Регулаторната комисија за енергетика, во 2016-та кај нас се потрошени околу 635.000 тони дизел, биодизел и нафта за грејење. Од нивните поголеми цени, буџетот на Република Македонија ќе се дополни со нешто повеќе од 2,2 милијарди денари, односно 36 милиони евра. Или, поинаку кажано, по 100.000 евра дневно. Да предпоставиме дека секој возач со дизел автомобил поминува годишно по 15.000 километри, трошејќи на секои 100 километри по 7 литри гориво. Годишно тоа се 1050 литри за кои тој ќе плати околу 60 евра повеќе отколку сега, односно од прилика 300 денари месечно. Технологиите што би требало да се лансираат годинава се повеќе од луксузни. Некои производители бараат решение во талогот од кафето, повеќето во електриката, некои пак во мешањето на принципите на работата на бензинските и дизел моторите, додека има и такви кои ветуваат дека дизелите ќе бидат еколошки и покрај се построгите норми. Дизелите се пожестоко се обвинуваат за загадувањето на воздухот, заради што во голем број градски јадра им предстои забрана за влез. Со цел намалување на штетните емисии, една интересна иницијатива доаѓа од Лондон, каде веќе се обраќа автобус задвижуван со биодизел произведен од остатоци од кафе. Според една мала фирма која го организираше нивното собирање, тие се богати со минерали и масло и како такви представуваат потенцијална суровина за производство на биогориво. Со негово користење емисиите на јагленород диоксид се намалуваат за 15 до 20% без модификација на постоечките мотори на автобусите. Паднати во немилост, производителите најавуваат исфрлање на дизелот од гамата и нивно заменување со електриката. Главно само декларативно, но и тоа ќе дојде. Ваквиот став официјално прв го зазеде Волво, од каде стигна потврда дека престануваат со секаков развој на нови дизел мотори.
Како единствена причина за тоа се наведуваат зголемените трошоци за редуцирање на емисиите на издувните гасови. Сегашните агрегати кои датираат од пред 3-4 години ќе продолжат да се усовршуваат, но тоа би било се. Се проценува дека тие би можеле да го издржат притисокот на се построгите еколошки норми некаде до 2023 година. Нивното место веќе од 2019 ќе започнат да го заземаат електричните модели, а ќе биде засилено присуството и на возилата со хибриден погон. Mazda пак избра поинакво решение. Јапонските инженери конструираа мотор кој ги комбинира бензинскиот и дизел принцип на работа. Наречен Sky Active X, тој веќе од 2019 треба да се најде во сите нивни автомобили. Иако користи бензин како погонско гориво, палењето на смесата кај него се врши со помош на компресија. Овој вид на работа овозможува користење на ултрасиромашна смеша од гориво и воздух, со што ефикасноста му е зголемена за 30%. Се уште поседува свекичка која ја фрла иницијалната искра, но согорувањето понатаму е исто како кај дизелите. Од нив ги има наследено и побрзото време на реакција и поголемиот вртежен момент. Обединувајќи ги предностите на двете технологии, овој мотор представува вистинска револуција во погонската механика. LC од своето појавување па до денеска се представува како ексклузивен автомобил и тој без никаков коментар е тоа што е луксузен, односно хиперлуксузен. Кога ја гледате внатрешноста, самата изработка делува како да е британски автомобил, бидејќи британците се едни од најпедантните, но и најраскошните уредувачи на внатрешноста. Тоа го направија и јапонците. Секогаш се вели дека купе треба да биде еден ексклузивен автомобил кој ќе ви пружи уникатно чувство во возењето, но и уникатно чувство ќе им пружи на оние кои го гледаат автомобилот. Затоа LC делува како вонземјанец. Не само предниот дел, туку и задниот, како и целата контура која има долга хауба по рецептот на старото школо. Испод хаубата имаме синергија на струја и бензин. Веќе познатиот V6 мотор, како и електромоторот, даваат заеднички 360 конски сили, а тие се пренесуваат на задната оска, а целата кола е поставена на големи 21-инчни пневматици. Ние немавме многу време да уживаме во возењето на Lexus LC, ниту пак имавме можност да го дотераме до крајните граници, бидејќи тоа не би било одговарачки за нашите патишта. Но она што го доживувам за управувачот на Lexus е вистинско задоволство. Целиот арсенал на технологии, не само електроника, туку и механички подобрувања се подпишани, односно се ставени во оваа спортска лимузина, односно спортско купе. Самиот звук во кабината ви дава едно вистинско чувство. Ви дава чувство како да возите многу посилен автомобил кој, впрочем, и не звучи дека е хибрид. Но, доколку сакате, можете и да го намалите темпото и да уживате во звукот на тишината. Другите производители засега молчат за новата технологија на Mazda. Тие се сосредочени на развојот на хибридите како логичен заменик на дизелите. Предводникот на ова поле, Toyota, досега има продадено 11 милиони вакви автомобили. Од нивната хибридна гама годинава ги возевме CHR, Auris Caravan и Lexus LC 500H. Секако, најголем впечаток ни остави спортското купе.
Lexus во својата гама нема плагин модел, факт што го искористија германските премиум лигаши. Еден од нив е и Porsche, чиј топ представник и воедно најмоќен модел на марката е токму плагин хибрид. Ова се импресиите од неговото возење. Во 2009 година, која се појави Панамера, најави дека ќе направи своевидна револуција во својот сегмент. Се уште не знаеме кој е сегментот на Панамера, бидејќи како што одминува времето, таа се повеќе и повеќе останува сама и самата се бори во класа за себе. Овој автомобил не е ниту поголем, ниту поширок од останатите Панамери, но трикот се крие токму во овој дел на автомобилот. Тоа е нешто повисок и визуелно делува како да е караван. Поради тој атрибут Панамера има и поголема простор во багажникот, некои си 20 литри повеќе и се разбира околу 100 килограми повеќе тежина, бидејќи овој автомобил е хибрид, и тоа плаг-ин хибрид. Батериите се доволни да произведат сила за да се поминат 50 километри само на струја и да се има извонредна перформанса. Да не зборуваме многу за теоријата, ајде да видиме како се однесува овој автомобил во пракса. На располагање имам 680 конски сили и дури 700 ньютон метри. Па да видиме како овој звер во најава се однесува кога е на пат. Во првиот дел од возењето, каде што поминав негде околу 240 километри, забележав просечна потрошувачка од 11,8 литри со брутално возење. А тоа возење може да изгледа вака. Само ја стискате педалата за забрзување и веќе ја чувствувате онаа трансформација на автомобилот која се случува заедно со силата. Плагин хибридите се разликуваат од обичните по тоа што неколку десетици километри можат да функционираат како електромобили, што значи да возат бешумно. Тоа никогаш не може да значи голема предност за полициските сили на кои Форд им понуди нова коњица. Хибридна се разбира. Основата е моделот Fusion, за оваа намена официјално наречен Police Responder Hybrid. Во однос на стандардниот патролен автомобил има значително помала потрошувачка на гориво. Во Форд проценуваат дека годишно ќе се заштедат околу $4,000 по возило. Има работи во животот кои ги правиме и има работи во животот кои ги правиме со страст. Посветен на својата мисија. Целосно новиот BMW X3. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да... Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Black of peas came to make it hotter. We beat the fire starter. Bubbling up just like lava, heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно.
кога не си веќе дете или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Хибридите не се ништо ново во Македонија, исто така ниту електричните возила. Сепак, екологијата изискува многу трошоци, меѓу кои се цената на специјалните полначи. Бројот на електрични возила во Македонија се движи околу 25, а поставени полначи има околу 9. Дали бројката на електричните возила ќе се зголеми во тековната година зависи од многу фактори, а каменот на сопнување е нивната висока цена, како и инфраструктурата. Поминаа 2,5 години од представувањето на првиот електричен автомобил на македонскиот пазар. Кратко потоа беше пуштен во работа и првиот полнач. Се запрашавме до каде стигнавме за овој период. Одговорот го побаравме од импортерите кои во својата понуда имаат електрични возила, а тој искрено кажано воопшто не израдува. Во моментов на македонските патишта се обраќаат нешто повеќе од 20 на модерни електрични автомобили, вклучувајќи ги и конвертираните и приватно увезените. Половина од нив се од марката Volkswagen, чиј импортер е најактивен во ова поле. Причините зашто електричните возила во широк лак се заобиколуваат се познати. Освен високата цена се потенцира и недостатокот на полначи. И тука работите не се многу мрднати, но активностите сепак даваат некаква надеж. Посебно приватните иницијативи, бидејќи кај нас веќе постојат компании кои имаат собствени полначи, но нивниот купен број заедно со оние јавните се уште е едноцифрен. Голем импулс ќе значи и отворање на суперстаницата за полнење, која Тесла ја најави за Скопје. Постои проект за електрификација на целиот автопат од Љубљана до Скопје. Македонија има потенцијал за користење електрични возила. Струјата ни е ефтина, а релациите кратки. Тоа полека го откриваат и купувачите на луксузни возила, од кои дел веќе се одлучуваат за плагин хибриди место традиционалниот дизел. И нив ги има околу 20, сите скоро без исклучок од германските премиум марки. И повторно половината од нив се од истиот импортер, но овој пат од марката Porsche. Ако го споредиме бројот на електрични и плагин хибридни возила со бројот на полначи, Македонија е некаде во средината на европската топ листа. Но тоа се должи исклучиво на малите бројки и на ништо друго. Во светски рамки 2018-та ќе биде година на електричните возила, но дали и кај нас, тешко е да се каже. Новите генерации електрични возила веќе започнуваат да ги преболуваат детските болести. За почеток, малата автономија, се уште актуелниот северноамерикански автомобил на годината Chevrolet Bolt со едно полнење на батеријата може да помине 380 км. Кога лани на почетокот на годината ја добија шампионската титула, од General Motors задоволно изјавија дека со Bolt го исполнуваат ветувањето да понудат прифатлив електромобил наменет не само за кратки патувања. За нив тој е модел кој ги менува правилата на играта, модел кој ги брише границите меѓу електричните и конвенционалните возила. Потенцијалните на неговата технологија ги препозна и Autobest, кое како најголемо независно автомобилско жири на неговата европска верзија Opel Ampera лани и додели EcoBest награда.
Дел од производителите проблемот со малата електрична автономија го решаваат со вградување на бензински мотор кој работи како генератор за струја кога батериите ќе се испразнат. Таа формула е применета и кај новата генерација на лондонската икона Црното такси. Неговата модерна интерпретација за 21. век има два електромотора на задните тркала и батерии со кои може да помине 130 електрични километри. Кога во функција ќе се стави 1,5 литарскиот мотор од Volvo, автономијата му се зголемува за 5 пати. Спортскиот BMW i8 пак има сосема поинаква шема. Електромоторот ги задвижува предните, а малиот бензински мотор задните тркала. Како тие функционираат заедно се уверивме за време на возењето во Германија. Денеска го имаме на возење i8 купе, кое е класичен хибрид, односно има алтернација и погон на бензин и на струја. Но неговиот изглед е повеќе од атрактивен со оваа перло-бела боја. Па видете го само овој зафат на задниот дел каде што слободно флуктуира воздухот и дава една сосема нова димензија на спортските купеа. Човек да не знае дека ова хибриден автомобил ќе помисли дека е ултраспортски. Со самото отворање на вратите кое ни открива една суперспортска внатрешност. Но дали е тоа она што изгледа дека е? И еве веќе на самиот прв поглед внатре се забележува каде треба прво да се седне пред да влезете во внатрешноста на i8. Функционирањето во внатрешноста исто како кај секојдневен автомобил. Имаме автоматски менувач кој ја контролира и ја распределува силата според претходно дадениот електричен алгоритам. Она што ми се допаѓа е погонот на бензинскиот мотор кој ќе се уклучи. Слушнете само каков звук дава. Како да возите вистинска бесна машина, а ова има само 3 цилиндри, 1500 кубни сантиметри и 155 коњски сили, што е за испораката на сила сосема доволно, но овој мотор исто се користи како агрегат за добивање на струја, која пак се таложи, односно се чува во батериите. Вистинската предност на овој автомобил е не само што е шик, туку и што е технолошки напреден. Исто така можете да го возите на потполно електричен погон или пак на комбиниран погон кој полнењето, празнењето па и другите атрибути на овој автомобил, како што се извонредното забрзување и динамичките својства ги решава преку централен компјутер. Така да возачот треба само да е опуштен и да ужива во возењето. По она што го поминав со i8-ката, можам да кажам дека овој автомобил, иако главната вокација му е електрична, не е досаден. Напротив, тој е возбудлив за возење. Особено ме чуди како успеале да извадат од 1,5 литрен мотор таков звук. Послушнете го само ово уште еднаш. Друга сериозна пречка за електричните возила е долгото време на полнење на нивните батерии. Сепак решавањето на ова болно прашање е на повидок. Од Honda најавија дека идната генерација електромобили ќе има нов систем за нивно брзо полнење, а на располагање од 2022 година. Тој за само 15 минути треба да обезбеди доволно енергија за поминување на 240 километри.
но не го делат сите еднакво електричниот оптимизам. Причината зошто Fiat Chrysler се држи настрана од овој тренд јавно ја обелодени Серджио Маркионе, кој изјави дека на секој произведен Fiat 500e компанијата губи по $20,000. Затоа и според него не треба по секоја цена да се форсира електрификацијата, туку да се создадат услови до неа да се дојде со природен тек на нештата. Но и покрај се, тие ќе останат посветени на електрификацијата, бидејќи тоа е единствениот правец во кој ќе се развива автомобилската индустрија. Електриката и моторциклите не се согласуваат најдобро, но предизвикот беше преголем за компанијата Zero Motorcycles. Тоа нуди 3 сериски електрични моторцикли опремени со мотор и батерии од собствен развој. Основниот модел е на располагање во две изведби со 34 и 60 конски сили и 3 пакувања батерии. Најголемото од нив му овозможува солидна автономија од 163 км на автопат, која заради регенерацијата на енергијата во град е двојно поголема. Неговата перформансна верзија се разликува по другата електрика, која му овозможува испорачување на 70 конски сили. Тие ќе го забрзуваат до 100 км на час за здиво од земачки 3,3 секунди. Другите две серии се полутеренски и ендуро изведби со електромотори со различна силина. Светот нема да чека на нас. Додека ние се мачиме со детските болести околу електрификацијата во развиените средини, се размислува за подобрување на перформансите на електричните возила и плагин хибридите. Во таа сфера, повеќето производители се во поодминати фази на развој кои се рефлектираат и кај доставните возила. За жал, ние сме далеку од развиениот свет и суверено го држиме приматот на најзагадена средина во Европа и висок пласман во конкуренција на целата планета. Со започнувањето на испораките на купувачите на e-Canter, јапонскиот Fuso стана првиот производител на електрични камиони во светот. Развојот му траеше 4 години, време за кое прототипите и практично беа испробани од избрана група корисници. Има автономија од 100 км и ностивост помеѓу 2 и 3 тони во зависност од конфигурацијата. Се нуди со повеќе комбинации на батерии, со што на купувачите им се овозможува да го изберат вистинското возило за своите потреби во поглед на автономијата, носивоста и цената. Од Fuso велат дека благодарејќи на ниските трошоци за експлоатација и одржување, и Canter ќе се исплати по само 3 години употреба. Toyota има друга визија за комерцијалните возила. Јапонците цврсто се решени за транспорт во иднина да се користи водородот како погонско гориво. Заради тоа и својата fuel cell технологија тие вградија во камион. Се со цел да се истражат потенцијалите и демонстрираат можностите на водородниот погон, кој во овој камион се состои од 2 блока горивни келии од Mirai. Тие произведуваат струја за електромоторот со вкупно 680 конски сили, доволно за влечење максимална тежина од 36 тони. Складираниот водород пак обезбедува автономија од само 320 км. Европа е решена цврсто да се бори за намалување на бројот сообраќајни несреќи, заради што се подготвува пропис со кој системот за автоматско запирање во итни случаи ќе биде задолжителен. Европскиот парламент веќе го подготви предлогот кој пролетва ќе се најде пред Европската комисија. Овој систем функционира со помош на камера и радар кои го следат сообраќајот и во случај возачот да не реагира во опасна ситуација, автоматски ги активираат сопирачките. Тоа е суштински дел од технологијата која овозможува автономно возење.
Додека американците наголемо ги тестираат, во Европа автономните возила се уште ги поминуваат своите први километри. За да не ја доведе својата автоиндустрија во подредена положба, германските власти дадоа зелено светло за нивно испитување на јавните патишта. Законски одредените услови предвидуваат возачот секогаш да седи на своето место, подготвен да ја презеде контролата над возилото во случај на потреба. Тој сепак не мора да ги држи рацете на управувачот, ниту да гледа пред себе. Доколку тогаш се случи нешто по вина на автомобилот, одговорноста ја превзема производителот. Се поизразени се автономните технологии, но и футуристичките решенија кои ја менуваат целата смисла на транспортот. Се повеќе производители се осмелуваат да ги искажат своите визии, но и продукти наменети на иднината во која ставен е апострофот на безбедноста и користењето на времето кое се поминува во секојдневните патувања. Иако се уште се развиваат, примената на автономните технологии надвор од јавните патишта веќе се конкретизира. Камионското оделение на Volvo има 3 активни проекти поврзани со ова. Во моментов, на плантажите со шеќерна трска во Бразил, камионите сами ги ускладуваат брзината и траекторијата со комбајните, а возачот само надгледува. Интересен е автономниот камион за собирање ѓубре, кој памти каде точно се наоѓа секоја канта за ѓубре и самиот вози и застанува каде треба. Врв на истражувањата на Volvo е флотата од 8 целосно автономни камиони кои сами без возач или надзор работат под земја во шведскиот рудник Болиден. Перспективна е и употребата на овие технологии во земјоделието. Нив ги покажа најголемата агрикултурна групација во светот, CNH Industrial. Автономните трактори во целост се подготвени самостојно да ги обавуваат сите земјоделски работи, посебно во екот на собирањето на реколтата. Управувањето со нив е со помош на најмодерна технологија, GPS наведувањето и бројни радари, сензори и камери. Операторот со сите функции може да командува од дома или на само место и тоа со повеќе возила истовремено. Интересни се и напредните технологии што се развиваат за моторциклите. На салонот во Токио Yamaha го представи атрактивниот концепт Motoroid, кој едноставно ја фрлаше публиката во транс. Замислен е како автономен моторцикл кој може да се движи сам, дури и без возач. Конфузен по многу што управувањето на овој двотркалец е доверено на вештачката интелигенција. Погонот му е електричен, а обликот му се прилагодува на анатомијата на возачот кој всушност е патник. Слично импресионира и Rider Assist технологијата на Honda. Со комбинирање на механиката и електрониката, таа на моторциклите им овозможува само балансирање при мали брзини. Функционира и кога моторциклот стои, па дури и кога возачот не е качен на него. Главна причина што јапонците не соопштуваат конкретни термини за низината комерцијализација е присуството на роботската технологија. Футуристички иновации има и во придружната индустрија. Пневматикот на Goodyear со знаката Eagle 360 Urban, представен во Женева, е еден од поинтересните. Наменет за возилата на иднината, тој има облик на топка. Со помош на вештачката интелигенција ќе биде интерактивен и способен да ја препознае околината. Одлучувајќи врз основа на добиените информации, ќе може да се модификува за правилно да одговори на секоја ситуација. Тоа ќе го прави со помош на бионичката кожа и променливиот газечки слој. Иднината е неизвестна, но радува што се нудат се повеќе решенија со која квалитетот на сообраќајот, безбедноста и екологијата се зголемуваат. Ние и оваа година будно ќе ги следиме промените кои се однесуваат на сите нас, заљубеници во 4 тркала.